што рече директорката, мили деца, посебно ми е драго што славиме еден многу битен јубилеј, 60 години од постоење на градинката Пролет. Ние оваа година се надевам дека свечано ќе го прославиме овој ден со тоа што ќе отпочнеме со уривање и изградба на нова градинка на Пролет, она што е на Мила Марковиќ или како што ја викаме популарно Канела. Аз се надевам дека 2027 година и она што е објектот Бумбарчи, таму ќе изградиме една нова современа градинка, а во исто време во Влаје започнуваме со 4 нови занимални, значи проширување на градинката Пролет во Влаје со 4 нови занимални. Сум бил министер за труд, други времења беа, морам да кажам, иако транзициони, но многу поубави. Ова што денеска се случува со неодобрување на вработување на негователки, воспитувачки и помошен персонал во градинките во делот на дечката заштита е недозволиво и за мене зачудувачки. Не само од оваа власт, туку и од претходната и од претходната. Срамно нешто што се случува во Република Македонија. Сакам како граѓани на општина Карпош да знаете дека на времето во социјализмот, кога оваа градинка е отворена, Македонија имала највисок стандард за дечја заштита од висока Б категорија. Значи на македонските градинки им завидувале и словенците, и хрватите, и србите, а да не зборуваме за босанците и за црногорците, и за жал објектите и натаму се во добра кондиција, ама обновување на персоналот го загубивме тој здив и затоа сакам и јас и од моје име и од ваше име да упатам една огромна благодарност до сите што навистина прават големи напори да ги згрижат вашите деца, во исто време да им дават и воспитување и образување. И на крајот сакам да ви пожелам убава забава овде. Дај Боже некој од овие наши малишани да биде иден Нобеловец, да биде иден академик, професор, добар фудбалер, добар кошаркар, но над се ваше добро дете кое што вие секогаш ќе си го сакате. Ви благодарам. Marco,